се будам, приоѓам до прозорецот, погледнувам, часовникот се уште не работи. Поставен е на висок столб кај влезот во паркот на улица со историско име булевар Илинден. Никој не го поправа, не го покренува еве веќе трета година. Дали стои и чека да стане главен протагонист во некоја театарска представа, па да раскажува за луѓето кои секојдневно се движат под него по булеварот Илинден и влезот во паркот. Одам низ паркот и ги здогледувам дедото и внукот. Внукот има 3 години. Мало дете, а збори многу, но не кон дедо. Збори, трча, вика, се смее, клекнува, слуша, одговара. Се доближувам, здогледувам пеперутка. Таа го напаѓа што туку расцутениот цвет, а детето го брани цветот и ја брка пеперутката подалеку. Двете верверички, кои весело трчаат горе-долу по дрвото, запираат со играта, гледаат во детето и мавтаат со опавчињата. Се ова го виде и Гавранот, па долета до детето. Детето му рече: "А, Гавро, убаво ја избрка пеперутката." Гавранот штракна со клунот. Видели дедото театар, создаден од неговиот 3-годишен внук. Одејќи по паркот, најдов на мала дива депонија, расфрлано ѓубре, конзерви, шишиња, скинати весници, лушпи од семки, недојадени сендвичи. Еден човек се движи по ѓубрето. Зема конзерва, студиозно ја разгледува и ја става настрана. Другата исто така. Зема шише, го гледа и си мисли дали е испиено за жалост или за радост. Го става настрана, другото исто така. Весниците не ги тутка. Прво ги разгледува, па ги дипли правилно. Недојадениот сендвич прво ќе го баци, па ќе го стави во кесе. На секој отфрлен предмет човекот како да му го бараше минатото. И спасувајќи го од немилосрдното дефинитивно уништување, како да сакаше да му го продолжи животот. Театар ли гледам јас? На човека му треба чист воздух. Во градот го нема премногу. Затоа се искачува кон врвот на планината, си мисли горе полесно се дише, а и погледот допира подалеку. Од врвот се гледа целиот град, како на дланка. А, кога би имал крила па да полетам, си помисли човекот. Зошто не? Во театарот велат сите сме птици. Еве ми крила. И полета човекот како птица. Лета, лета и вели колку е блиску сонцето. А долу бучи градот. Автомобили прегреани, луѓе разодени, зафатени, слободни, тажни, весели, деца растрчани, кучиња рашетани. Во миг јасно го здогледува младиот човек, кој се симнува од својот велосипед, го остава, го зема старецот под рака и му помага да ја премине улицата безбедно на пешачкиот премин. А таму далеку ене се гледа и морето. Плови еден голем брод и прави огромни бранови, а тие брановите бргу стигнува до едно мало бродче и удираат со сета сила во него. Бродчето многу се замишува, мислиш, ќе се распадне, ќе потоне, но не, ене го задржува правецот и си плови кон својата цел. Театар ли гледам јас? 27. март. Мугри. Се уште не сум разбуден,
Ја сонувам пеперутката, се вратила кај детето, врти околу него, а потоа мирно му слетува на работа. Сонувам како човекот си ги изува чевлите и така бос задоволно чекори по исчистената депонија. Младиот човек се враќа по својот велосипед, го јавнува и почнува да ги врти педалите. Малото бродче допловува до своето пристаниште. Сонувам како се будам, приоѓам до прозорецот и погледнувам. Часовникот на булеварот Илинден работи. Сонувам ли, јаве ли е? Некој мајстор по име театар го поправа. Театарот е сон. Театарот е живот. Тој чува, чисти, лета, сонува, не разбудува. Сакајте го театарот. Сакајте го